Продолжуваме со емисијата. Тука во студијата го имаме господинот Самка Ибраимовски, председател на ПЦЕР, гласен поборник за законот за бришење на долговите и за ограничување на каматите кој го донесе собранието, но закон кој во пракса не се спроведува иако е донесен. Имено веќе е познато во јавноста, бидејќи извршителите не го спроведуваат законот, тие се повикуваат, имаат своји причини зошто не го спроведуваат, ќе зборуваме за нив. Но во пракса, господине Ибраимовски, сега тоа е. Имаме закон, законот не се почитува. Што понатаму? Председ, добар ден. Благодарам што ете на некој начин помогате и како телевизија и вие како новинар кои сакате да информираме јавноста што се случува со овој донесен закон, односно законот за обликации за застареност на долгови и каматата да не биде поголема од главниот долг. Впрочем, тука имаме еден застој и непочитување на донесениот закон од страна на сите кои се инволвирани во овој случај. Тоа е извршителите, судиите, обвинителите и уште можем да кажем и други институции, министерот за правда тука, и на крај владата. Значи, мора да знаат сите овие што ги набројав сега, дека во една држава постои систем. А закон за обликации е системски закон кој укажува што треба. Он е на сите други закони, што сега се ваѓа дека требало овде да се направи измена тука. Системски закон е законот за обликации и тој треба да се спроведува. Да го спроведуваат и извршителите, и судиите, и обвинителите, и така натаму, и така натаму. Системски закон е закон за обликации во една држава. А тоа е овој сега што се донесе. Нема ваѓање вака требало, така требало. Јасно и прецизно. Треба да се прекине со постапка, да се донесе заклучок од страна на извршителите и да се каже се прекинува поради системскиот закон за обликациони односи, прекинува постапката поради застареност по членот 368 став 3. Многу јасно кажано. И тоа не може да го сватат нити извршителите, нити судиите, нити обвинителите. Меѓутоа сега, кога веќе имаме донесен закон, непочитување, тоа е кривично дело. Тоа не може да го разбира тука има некоја шема обработена, се ваѓаат сега еве уставен суд што ќе каже нема што да каже уставен суд. Уставен суд е тој што треба да работи за народ. А овој закон е за народ. И пишува членот 52 од уставот. Секогаш кога се носат закони во делот за народот, се применува по добрата страна за народот. Односно, ова сега што е донесено овој закон. Тоа за Уставниот суд дело адвокатите најавија дека ќе го оспорат законот пред Уставен суд. Видите, они го оспоруваат, меѓутоа и они сами не знаат. Пишуваат дека државата ќе доживее крах, државата ќе како не доживее државата, не се наплатени долговите, државата си функционира. Прво, буџетот на Република Северна Македонија нема фискални импликации. И тоа кого лажат они? Нема фискални импликации. Значи, тоа се работи кои се предвидени и собранието, разгледувајќи ги сите овие работи, дојде до заклучок и до констатација дека треба да се направи едно вакво законско решение и треба да се донесе 240.000 граѓани на Република Северна Македонија да излезат од интензивна нега, да почнат да живеат нормален живот како и сите други. Тоа е најголемата грешка што уште на почеток го реков. Ова е системски закон, треба да го сватат, ова е систем, закон за обликации е системски закон. И тоа е на сите други закони. Без разлика дали ќе има промени, нема да има. Ова треба да се почитува. Добро, има сега она што исто така треба да се знае дека секој закон може да се оспори пред Уставниот суд, тоа не е спорно. Да. Но законот треба да се почитува. Вие може да го оспорувате, но законот мора да се применува во пракса. Оспорувањето не значи дека мора да се прекине со дека се стопира на законот. Тоа е различна работа. Кривичен закон, донесе кривичен закон. Они може да барат дали уставен или неуставен, меѓутоа законот ќе си тече. Така и ова треба да тече. Ја не знам каде е проблемот
Зошто не излегува никој, тоа е уште Добро, вие имавте протест пред Министерството за Да. правда, заедно со некои невладини организации. Да. Бевте и во владата, дадовте и барање до премиерот Ковачевски да објасни. Да. Што добивте како одговор? Видите, не добивме одговор нити од министерот за правда, нити од премиерот. Се уште не добивме, рачунаме премиерот е 4-5 дена е тука, има некои ангажмани, сигурно ќе одговори. Меѓутоа, без разлика на одговорот, мора да се спроведува овој закон за обликација. Значи, ако овој системски закон не го спроведуваме, значи системот не чини. Не ни чини, значи овде ништо не функционира понатака. И сакам да се надржам на тоа што кажува дека ќе имало проблеми, хаос ќе било во финансии, во што ти ја знам таму ледасно. Не може да биде хаос. Не може да биде хаос. Граѓаните во овој момент се заглавени. Од икс разни причини. Дали фирмата отишла во стечај, дали фабриката пропаднала, дали е социјален случај, па дошол до тешка ситуација. Ово е тоа што пратениците го размислија и го донесува овој закон. Ние не можеме да сватиме и не можеме да ги сватам и извршителите. Зошто не прават заклучок да донесат јасно и гласно? Заклучок се прекратува постапката поради измени во законот, во системскиот закон, да назначат дека во системскиот закон за обликациони односи се прекинува постапката поради апсолутна застареност по член 368 став 3. Тука прекратуваат сите работи и го известува доверителот. Доверителот што ќе прави понатаму, дали ќе даде уставен, дали ќе даде во суд, тоа е више друга работа. Добро, сега, ајде да видиме што велат извршителите. Прво, едно од објаснувањата кои тие го даваат е тоа дека за секоја постапка која тие ја прават, тие имаат образци. Образец за ова, образец за во однос на постапката и велат дека едноставно за овој закон, за отпис на долг, тие немаат образец, а тој образец треба да им го подготви Министерството за правда и да им даде. И тие велат, ние да сакаме, ние не можеме да донесеме заклучок бидејќи немаме формален образец за да го завршиме тоа. Тачно. Еве га Весна Јовановска. Нека гледаат граѓаните, без образец извршила извршување. Без образец извршила заплена на имот, спроведување на извршување. Без образец, еве го, тука е, нема тука лаже. Ако баба лаже, трак не лаже. Еве го, прашалник тука, нема никаков образец. Како може ова да се врши, а ова не може да се врши? Значи имаме еден начин за... Добро, тука ја мислиш дека пишува образец? Пишува ли? Не, еве го, нема образец. Прашалник е, нема. Нема. Но пишува образец број 43. Треба да го има, ама го нема. Без образец тој. Тој е без образец извршен, тој е доказ од граѓаните што ми дале. Не ова му е, ја да сум го измислил ова. Сакам да кажам како. Прво, второ. Добро, но без разлика на индивидуални случаи. Тие се повикуваат на формална постапка која велат нема. Ова е еден доказ дека е извршено без образец. Второ, имаме одлука од влада дека законот вели се дава позитивно мислење за законот за измене на законот за обликациони односи. Ова е од влада. Сега дошло до смена на влада, меѓутоа и министерот за правда и тој новиот премиер што е, треба да го почитуваат оваа одлука. Добро, но еве видите вака. Вие сега наведувате индивидуални примери, не знам јас тамо што се случило без разлика. Еве, извршителите велат сакаме да работиме по правила и прописи. Немаме образец. Еве, тоа е да речеме еден од проблемите во спроведувањето на законот. Тој образец треба да им го изготви Министерството за правда. Да. Министерството молчи, не кажуваат. Не. Да треба, да не треба, ви треба образец, не ви треба образец. Не велат ништо. Гледа дека законот не се спроведува и молчат. Најголема грешка е што Министерството за правда наместо да каже што треба да се прави, дали треба и други измени да се прават во законот или не треба, или, ама ова е позитивно мислење од Министерството за правда, кој беше десковска. Добро, во ред. Не, сакам да кажем, значи, они нема што да прават, да калкулират.
они земат, не викаат да бараме автентично толкување во собрание. Како, од кого ќе бараме ние автентично толкување? Тој што го донел законот. Тој го донел, собранието го донел законот. Кој бара од вас да поведете автентично толкување на законот? Министерот за правда на Фејсбук ни напиша дека господине Ибримовски треба да бараш автентично толкување. Господине Лога, Самка Ибримовски не може да бара автентично толкување, може да бара автентично толкување вие како министер може да барате, или владата, или пратеник. Група на пратеници барат автентично толкување на овој закон. А Самка не може. Значи, тука е настанат еден хаос и неспроведување на системски закон, што сметам лично и ги повикувам сите граѓани кои се одбиени да дадат кривични пријави на извршителите, на некој суд тамо како и кој донесе одлуки, меѓутоа пред се на извршителите што они се должни да прекинат постапката. Добро, ова што го кажавте за министерот за правда, он тоа ви го кажал во приватна порака, претпоставам, не е јавен став. На Фејсбук. Ви го кажал онака, вас. Па тоа го напишал некој од службите тука. Аха, бидејќи гледаме дека министерството нема став за ова, формален став нема. Ова го каже на Фејсбук. Ние званично писмо пустивме до министерот да ни каже кои се нашите барања, што ние уствари бараме. Меѓутоа за тоа писмо уште немаме одговор. Добро, еве го објаснувањето од Комората на извршители кои им е пратено до сите извршители врз основа на кое објаснување тие велат дека не може да постапуваат по овој закон, дека нема да постапуваат и дека ги упатуваат граѓаните кон судовите. Тие велат извршителот не е надлежен по службена должност да одлучува за застареност на побарување, утврдено во извршна расправа за која е поднесено барање за извршување на член 368 став 1-2 по измените. Извршителот не е надлежен да одлучува, вели, прекина застареност во извршувањето се смета дека настапува со секоја уплата на дел од побарувањето на должникот од момент кога тече рокот од Закон за облигациони односи. Секој поднесок од странка во кој се повикува на застареност, извршителот со заклучок ќе го отфрли поради ненадлежност. Вела дека тие не се надлежни да решаваат. Согласно измените на Законот за изменување и дополнување на Законот за извршување, извршителот при изготвување на налози во делот на каматата ќе ги догададе зборовите, каматата тече до моментот на конечна исплатна, односно до момент кога исплатената казнена камата ќе го достигне износот од главниот долг. И така натаму. Значи, тие велат дека всушност тие не се надлежни, дека граѓанинот според овој закон треба да иде на суд. На суд одат, суд носи решение дека они не се надлежни, дека враќаат повторно кај извршителот. Немам примерок тука да ви доставам. Да, видов такви примери, видов, да. Да, меѓутоа извршителот се повикува на Закон за облигациони односи кај што му одговара и го прифаќа во делот на каматите дека не сме да биде поголем од главниот долг, а тоа е уствари истиот закон. Тука е суштината на ово, ја што го кажав на почетокот и сега ќе го повторам. Ово е системски закон. Значи, тој мора да се почитува, а не да се оградува и да се повлекува од неговата обврска како извршител или како судија да каже дека овој закон не можеме да одлучиме поради X други закони кои треба да се направат измени. Да, нека се направат измени. Меѓутоа, законот за облигации е системски и тој мора да се почитува. Мора да се почитува. Добро, но сега еве имаме пракса, не се почитува. Па не се почитува затоа што немаме тоа што викам, кога ние не почитуваме системски закон, што да кажеме за системот на државата? Значи нешто не функционира овдека. Мора некој работи да ги разјасни. Добро, извршителите се повикуваат и дека овој закон не е само образецот, не само тоа дека не се надлежни, туку дека се коси со други закони кои се кои се однесуваат дека со законот за извршување, а законот за извршување е дел од законот за облигациони односи. Каде што велат дека тие едноставно не смеат да ги избришат побарувањата на они не, видете, тука е проблемот. Тие побарувања не се бришат, туку тие застаруваат. Застарен предмет. Значи се застарува предметот и се вика заклучок, многу јасен. Се прекинува постапката поради измени на законот за облигации, член 368 став 3, и се прекинува постапката
поради за апсолутна застареност збориме. Апсолутна застареност и го праќа тоа на доверителот. И тука он мора да прекети. Они тоа не го почитуваат, ме разбирате? Тоа е 2 пати, 3, уште 10 пати ќе објаснуваме. Ово е системски закон што треба да се да го спроведуваат сите. А дали треба да се направат, тоа е друга работа. Ово треба да се спроведува. Добро, што понатаму? Еве сега не се почитува, не се спроведува. Што понатаму? Видете, еве ние ќе бидеме стрпливи уште некој ден, ќе чекаме писмото од министерот за правда и ќе чекаме писмото на премиерот на државата. Ако не, имаме вториот процес што ќе биде пред влада, ќе го организираме и ќе биде многу масовен. Покрај тоа што се работи за граѓани кои веќе се издишани, немаат сила да дојдат од другите градови, треба да дојде со пари. Една карта 200-300 денара кошта да дојде од Берово до тука и назад 200-610 денара, тој со тие може да проживи неколку дена. Имаме, меѓутоа ние разговараме дека такво нешто ќе направиме и ќе направиме второ. Третиот процес ќе биде блокирање на државните институции. И ќе биде многу лошо. Лошо ќе биде за државата. Прво, го гледаат ова и амбасадори и странци сите дека еден системски закон кој е донесен од страна на највисокиот законодавен дом, подпишан од председател на држава, не ги почитуваат институциите, они гледаат дека сега тука нешто не функционира. И нема, пазите, ние више од 27 е донесен закон. Денеска сме 12.7. Ќе пројдат 2 месеца, ние немаме човек кој да излезе да каже пу, не важи овој закон, јас грешивме работава, ќе биде вака, ќе биде така. Никој не излага. Никој не излага да каже ова, ја стварно не можем да сватим. Што треба? Народот да влезе кај извршителите, да ги канцеларите, и тоа е едно од барањата на граѓаните. Секој ден да се влегува во канцеларите кај извршителите. Дали полиција ќе има или нема, тоа е нивна работа, не е проблем. Нема да влезат на работа. Тоа ќе биде и такво нешто ќе се спроведува. Значи, сакам да укажам на министерот за правда. Или, што го бараше извршителката Деловска пред 2-3 месеца, дека она самата кажа, законот си е добар, меѓутоа ние чекаме некој си образец таму, или да го даде тој образец, што го барат, или нека ги прашаат, тие се институции поврзани меѓу себе. Да, повторно се враќаме на тој образец, кој образецот не, ако образец, нека се јава, како треба да изгледа тој образец? Да. Дајте го и нека се спроведува. Ама ова неспроведување на системски закон, тоа е кривично дело. Добро, во однос на тоа автентично толкување кое ви кажал министрот или некој од министерството да го побарате од собранието, има уште едно толкување од дел од познавачите на целата проблематика во однос на собранието. Велат дека и пратениците требало да бидат свесни кога го носеле законот дека ќе има вакви пречки, дека можеби и самиот закон не е толку добро направен колку што требало да биде. Дека требало да биде малку подобро и дека сега едноставно пратениците велат ние го донесовме, излегува на пресконференција, заврши должнишкото робство, готово е, ние донесовме закон и толку они веќе се амнестираат од одговорност. Видите што е сега, тука католиците стана поголеми папи од поголеми католици од папата. Ова се вика така. Кој го донело најголемиот законодавен дом, што носи сите измени на закони во државата, ги носи собранието. Еве пратениците сгрешиле, вика, така вика. Па добро, еве председателот на држава го потпишал. Знаете дека има тој апсолутно право да не потпишува такви договори ако не се добри за државата. Кои фискални импликации ќе има буџетот? Никакви. Нема фискални импликации во овој закон. Они тоа кажуваат, вака ќе било, хаос ќе било во државата. Абе, еве, ненаплатени долгов, хаос е во државата. Ненаплатени се долговите. Како живеат тие фирми? Интересно е за собранието, кога зборуваме, сте биле вие пратеник, знаете како функционира тоа, што и опозицијата молчи за овој закон. Иако, да речеме, сега имаат отворено политичко поле тука да поентираат,
Јори дури молча што не се спроведува закон. Види, кога и се носеше законот за да иде во пантамовска постапка, гласаја сите пратеници. Значи, првиот момент кога требаше да иде законот, да се она го гласаја сите пратеници, го гласаја и ВМРО, и Левица, и СДСМ, сите го гласаја. И тој закон дојде во комисија. Во комисија ги изфилтрираат сите работи и во политички систем, и во законодавна правна комисија, продене. Сега викат автентично толкови. Кој ќе даде автентично толкови? Знаете како иде процедурата во според деловникот на собранието? Ако јас како пратеник давам автентично толкување на закон, собранието го праќа во влада. И владата носи автентично, не собранието. Овдека сега ќе испадне сами себе, пратениците, ако бараме ние автентично толкување, пратениците ќе напишат истото, дека за нас е овој закон супер, ама не одлучуваат тука пратениците. Тука автентично толкување па се враќа во влада и владата дава автентично толкување. А еве го мислењето на владата. И ова треба да се почитува. Еве го. Дали бил Заев премиер, дали бил овој, автентично нема да се бара. Законот се дава позитивно мислење во предложеното законско решение. Со оглед на тоа дека ќе има и други измени, меѓутоа се дава позитивно мислење. Што е проблемот да излезе министерот да земе, да каже дека вака и така? Или, овде ја да ви кажем искрено, овдека е собрана олигарска мафија и вика, чекајте да видиме што ќе одлучи Уставен суд. Абе ти можеш да чекаш и 5 години Уставен суд да одлучи. Ти законот, овој системски закон можеш да го спроведуваш, бе. Кој е тоа? Кој е, бе? Кој е тој што може да каже ова држава дека овој закон не може да го спроведе? Ова се се кривични дела, бе. Тешки кривични дела. Злоупотреба на службена должност. Без разлика што сега ги намалија тие 3 години, 5 години според новиот казнен закон, тој може да иде, овој ќе чека. Треба да излезе или министерот за правда, или премиерот со овие наши две писма да каже: другари извршители, почитувајте го законот. Или министерот за правда, кој образец ви треба? Овој. Повелите образец, постапувајте. Како ќе одлучи понатака уставен или други некои институции, тоа не е ни Добро, битно. зошто молче министерот за правда? Имате ли вие предпоставка или објаснување? Зошто молче? Па ја да ви кажем, бе, па и кажа зашто. Овдека некои штитење на некои интереси. Мислите дека тоа е? Да. Не, тоа е не од 100%. Дека интереси се во игра? Интереси се во прашање. Нивното објаснување што го покуша да го објаснат на Facebook, што го добив од страна на министерот Лога, е контрадикторно на ова што даде позитивно мислење. Значи, вие сте дошли тука во телевизија да работите, така? И продолжувате поред програмата на телевизијата да работите. Може да внесете некои новини, но си теше телевизијата како телевизија да работи. Овдека исто тоа. Он треба да види од другите колеги што имале. Овој закон не е донесен од денеска, овој закон 5-6 години се влечка по правда, по собрание, и на крај се донесе позитивно мислење. И сега треба да чекај да видиме, другари, овде сме дали ние позитивно мислење. Ово е, значи, дека ова е фактички една диагноза, така? Да. Ова е една диагноза. Сега ти доаѓаш доктор, викаш, не е ова диагноза, не боледува од рак, треба да умре. Треба да умре. Добро, ајде да видиме малку и што друго се случува на политичка сцена. Вие го спомнавте овој законот за измена на кривичниот закон, за извршување на дела кои се поврзана со злоупотреба на службена должност, со други дела. Како гледате на ова сега, на ова што се донесе така изненадна, веднаш, брзо, некако, бидејќи се шпекулира дека сето тоа е поврзано со уставните измени, дека тоа на опозицијата им се прават отстапки за да застарат многу кривични дела во кои се поврзани многу високи бивши функционери, меѓу кои Никола Груевски, тоа јавно го кажаа дел од пратениците во собранието. Гледате ли вие на ова вака? Видете, сега искрено да бидам, да кажем дека поголеме дел од предметите со овој закон ќе застарат. Да, па
ќе застанат. Тоа во пракса ќе се случи. И тоа веќе кога е донесен тој закон, ја напишав еден пост на Facebook дека кога е веќе донесен ваков закон има застреност, тогаш нека се врати Груевски и да се заврши постапките со другите обвинувања што ги има. Го напишав чисто така, па да се расчисти една за секогаш дека овака е, така е, ова ќе биде и она ќе биде. За мене лично сметам дека ипак тука големи функционери од страна на ВМРО ДПД ќе бидат ослободени со овој заказен закон. Јана Киевски, Груевски, Трајко Вајановски, Шпировски, сите нивни предмети одат во ауто. Дали има договор меѓу она за уставните измени, бидејќи е експресно донесен, лично, ова не го кажувам како партија, лично како Самка Ибримовски, сметам дека има некој договор да се донесе овој закон и да се гласа за уставните измени. Без разлика што и премиерот излегува кажува дека нема врска со тоа што народот шири такви верзии, и Мицкоски што кажува дека ние нема тоа да го почитуваме, нека го стават на дневен ред. Па токму тоа, ако го стават на дневен ред, ќе гласаа пратениците и ќе треба да се замени после Мицкоски. Што ќе правиме? Јас сметам дека ќе се гласаат уставните измени поради ова компензација што е направена. Мислите дека ова е патот кон уставните измени, дека на крајот ВМРО да помине Ова е класична компензација што се вика во економија. Јас сум економист, знаем што е компензација. Ти давам, ми даваш и завршува приказната. Не е овој објаснувањето, гледат вчера и топ тема малку еден адвокат кажа зашто за застарувањето баш токму и многу го кажа. Застареност на предмет е завршена приказна. Адвокатот кажа вчера на топ тема имаше во Телма. Адвокат познат тука меѓу тие што ги брани олигарсите, поголемите политичари и кажа дека апсолутна застареност на предмет е завршена приказна. Така и ова. Сега, он кажува, а вама адвокатската комора дава до Уставен суд како демек дали е добар законот или не е добар закон. Мора да расчистиме една за секогаш. Мора овие денови да излезе министерот или премиерот да кажат што треба и како треба понатака овој закон да се спроведува. Според мене и според мои колеги што имам правници, адвокати и икс други консултанти, кажуваат дека овој закон мора да се спроведува, бидејќи е системски закон. А дали е добар или лош, тоа има кој да каже. Добро, да се вратиме повторно малку на политиката. Ова во однос на уставните измени гледаме сега дека има еден повторно притисок од меѓународната заедница. Денеска во Скопје Михаел Рот од Германија е дојден тука, пред тоа беше Мануел Сарацин. Имавме и пред тоа и други високи представници од европските земји. Очигледно е дека доаѓаат за уставните измени, за тоа најмногу се зборува и со опозицијата. Мислите ли дека ова исто така дел од тој пакет поврзан и со закониве кои се донесени и дека тоа на крај ќе резултира со еден позитивен исход во таа насока? Видете, ова што доаѓаат сега европските пратеници и европските функционери, може да се толкува на повеќе начини. Прво, јас кој бев пратеник, кога требаше гласане за преспанскиот договор, имаше членови на Комисијата од Европска Унија, во собрание, имавме политички систем и кажав дека во ред е да се додиме понатака да направиме, да го подпишеме тој преспански договор. Дали ќе добиеме датум за преговори? Го постави прашањето. Добив одговор дека со подпишувањето на рамковиот договор за НАТО ќе може веднаш да пристапиме, а за Европска Унија ќе треба да ги исполниме некои работи, но сте прецеденти да бидете дел на Европска Унија.
Тако одговор доби. Сега до ова доаѓање, вика, некој ти доаѓа во твојата куќа да ти каже што треба ти да работиш. Ако ти сам не можеш со твојата фамилија да седнеш да се договориш, тој надворешниот може само да ти помогне нешто, како они се трудат да помогнат, да одиме понатака. Меѓутоа една работа, ќе биде многу катастрофална за државата ако не одат уставните измени. Ние дневно имаме 260.000 евра приходи од Европска унија, од фондовите. 260.000 евра дневно. Знаете што значи да прекрати таа чешма? Хаос ќе биде. Не се свесни тоа. За некои политички поени да добиеш, да бидеш ти... А истото ќе го направиш ако одеш на власт. Не дека Мицкоски нема да го направи ова. Ќе го направи и ова што го нудат сега и тоа. Меѓутоа, сметам дека овој закон сега што е донесен, лично сметам дека ќе биде некоја компензација за ова што е... Добро, но тука има, вие го спомнавте Преспанскиот договор, има две опции. Една е да се гласат уставните измени како со Преспанскиот договор, значи дел од пратениците на ВМРО ДПМН да прифатат. Тоа и цело време се збори од страна на власта, дека тие разговараат и индивидуално со пратениците, имате таков пристап, додека господин Мицкоски кажа дека тоа нема да се случи, дека ако еден пратеник гласа за уставните измени, дека тој ќе се повлече од политиката, така кажа, а другиот, целата пратеничка група на ВМРО ДПМН да се убеди дека треба да гласа. Значи, тие две опции се. Која, доколку дојде до гласање, се разбира, која тие две опции вас ви е поблиска, пореална дека ќе се случи? Па видите, сега покрај тоа што кажува, реков Мицкоски, мислам дека ова компензација што е направена мора да се среди, да пројде компензацијата. Без согласност на едните и другите, ова компензација не проаѓа. Да, но како ви е пореално дека ќе се случи? Дали ќе гласа дел од пратениците или ќе се убеди целата пратениците? Мислам дека ќе гласа дел од пратениците. Па повторно такво сценарио како со Преспански дел од пратениците ќе гласа затоа што во интереси на некој членство од ВМРО што е тангиран со овој закон, што е многу битен. Значи ќе се ослободат луѓето и така да може тие си имаат своји симпатизери, своји членови во партијата, без разлика може Мицкоски си има свој тим, меѓутоа дел од пратениците има кои се лојални на постарата генерација на ВМРО ДПМН. И сметам дека ова е подобро и за ВМРО, и за ослободување на тие луѓе, а и за државата да оди понатаму. Само да кажам еден пример, во 2008 година. Во Букуреш, кој требаше да прифатиме Република Македонија заграда Скопје, само за внатрешна употреба меѓу Македонија и Грција, тогаш беше председател Бранко Црвенковски, а премиер беше Никола Груевски. Се беше договорено, Бранко Црвенковски прифати да биде тоа за да може да одиме напред. Во самото влегување во сала, премиерот Груевски тогај се откажа, не прифати такво нешто и не се заврши работата. Направивме грешка. Зашто велам грешка? 2008 да донесевме тоа решение, ние денеска ќе бевме членка на Европска унија. Втората работа, немаше да има нити Преспански договор, немаше да има нити бугарски договор, нити ништо. Све ќе си помиеше гладко, без никаков проблем. И сега, што е најлошо, грешките ги правиме и не се учиме на грешките да ги исправиме, да одиме понатаму. Ги гледаме личните партиски интереси. Тука не дека ја сум наклонет кон власта, па да кажам дека и ова власт има грешки, меѓутоа и таа власт има грешки. 32 години не дошол татко ми од гробишта да краде у држава. Украдени се пари и паре за еден закон, обичен за граѓаните, го споруваат, дигаат джеба, а украдени се тешки милиарди пари во оваа држава. Тешки милиарди корупција. Па корупција од увек постоела корупцијата и ќе постои. И на запад имате 10% корупција, која е утврдена според статистика нивна, 10% има корупција и на западните држави. Сега збориме за нашава корупција. Не функционира системот, тоа кажувам ја цело време. Системски, ако се спроведува све како што е треба, нема да има проблем. Така и овој закон. Системски се спроведува, нема проблем.
системски се спроведа државата, нема да има проблем. Да. Добро, И на крај, сите граѓани кои се одбиени од страна на извршителите, ги повикувам да им достават кривични пријави до јавното обвинителство во секој град каде што ги има. И протестот наскоро ќе биде пред влада во врска со неспроведување на овој системски закон од страна на извршители, суди, обвинители и така натаму. Да. Господин Ибримовски, ви благодарам за ова гостување, а на вас, почитувани гледачи, ви благодарам што следевте, ви благодариме на вниманието и довербата и се разбира, останете со програмата на телевизија 24.